времената мерка за забрана, односно привремено повлекување на книгата на Стојан Андов до атентатот и по него, предизвика различни реакции, од тоа дека тоа е цензура и ускратување на слободата на говорот и на пишувањето, до тоа дека некому се повредени и личните права или пак направена е клевета и слично. Токму затоа вечера во студиото веќе најави се адвокатите на Стојан Андов и на Фрчковски, меѓутоа и Бојан Саздов од издавачката куќа 3, од издавачка центар 3, тоа е центар кој што и досега издавал биографски книги или мемуари на македонски политичари, така што имаат искуство во оваа област. Со оглед на тоа што вие сте адвокат на Фрчковски кој го тужи Андов, кои беа мотивите за да се направи една ваква тужба и зошто тужбата не е за клевета или навреда, туку е и барањето да се повлече книгата од подложба. Вообичаено е, и знаеме дека во Македонија кога ќе се искаже или напише нешто, дека постојат таквите тужби за клевета и навреда, меѓутоа времената мерка беше на некој начин изненадувачка и за нас медиумите и затоа дојде до тоа да се заинтересираме волку многу за една ваква тема. Така, најпрво добро вечер на вас и на гледачите и благодарам за можноста вака од мој аспект да дадам едно своје согледување во врска со конкретниот случај на книгата на Стојан Андов до атентатот и по него. Јас како одговор на ова прашање најпрво би започнала од самата промоција на таа книга, која беше со една за мене шокантна содржина, како од страна на авторот на книгата, така и од страна на промоторите. Во донесување на одлука да се поднесе ваква тужба, пресудни беа неколку факти. Најпрво, тежината и сериозноста на клеветите и обвинувањата кои што се изнесени од страна на авторот во книгата. Понатаму, одекот во јавноста кој што го имаше оваа книга, како беше пренесен, кој беше заклучокот на медиумите кој што се пренесе во јавноста и крајно невообичаената експлицитност во тврдењето на авторот во насока на изнесување на вакви тешки, шокантни клевети, по моје мислење од досега невиден тип. Причината за поднесување на привремена мерка, прво сакам да ја изразам, да ја објаснам важноста на таа привремена мерка. Таа има важност се додека трае судската постапка до правосилно завршување на постапката која се води за главната работа, која ќе се води за главната работа, а тоа е главно поставеното тужбено барање за клевета, искажена во книгата до атентатот и по него. Од тука вакво барање беше поставено во насока да се намали делумно нанесената штета преку повредата на личните права на оштетениот, иако таа штета не може целосно да се намали. Давидович, со оглед на тоа што сте адвокат на Андов, како ја коментирате одлуката на судот да донесе времена мерка, додека трае процесот, тужбата за клевета и навреда, затоа што не е вообичаено во праксата да се забрануваат одредени дела, барем до сега, додека траат судските постапки. Па и од кога ќе заврши постапката? Ова е преседан, не само што не е пракса, него нема ваков случај, каде што е забранита книга и особено не каде што е привремена мерка издадена. Јас нема да зборувам за содржината на тужбата, затоа што за неја допрва ќе расправаме. И ние предложивме докази со одговорот на тужба, као што се изјавите на Глигоров, изјавите на Ставри Джиков, Гајдов и така натаму, зашто сметаме дека Андов ги црпи од таму своите тврдења, но за тоа ќе дискутираме понатаму во судница. Она што изненадува е времените мерки се носат. Не за ваков случај, ова е прва, но изненадува начинот на кој е донесена. Зошто? Прво, судијата книгата не ја прочитала. Судијата ја нема книгата
и таа му е доставена во делови онде каде што се тврди дека има клеветнички изјави. Тоа што судијата не ја прочитал книгата го прави малку, ја прави времената мерка малку чудна. Особено кога вика во решението, ја само ќе ви прочитам еден дел, дека книгата е преполна со клеветнички факти кои се непоткрепени со докази од тужената страна. Он доказите од тужената страна не ги погледнал и не ги изведувал, оти немаме главна расправа. Па ваквата времена мерка ја прават малку абсурдна, со една правна немање на правна логика и познавање на законот, особено не книгата за која зборува, и дека се забранува понатамошна продажба и располагање со книгата. Вие ова го обжаливте, претпоставам? Апсолутно, но располагање со книгата би требало да знае судијата, институтот од граѓанско право располагање, што значи правно да располага со неја, да ја подари, да ја стварта која има, да ја заложи, да ја продаде и на друг начин да располага со неја, и ерго омнес не може да ја забрани, и тоа е правна неписменост на еден судија, за жал. И втора работа, не го чита законот, затоа што нашиот закон вика времена мерка може да се однесува само на конкретна, навредлива или клеветничка изјава. Во членот 23 став 4. Книга никаде не можете да забраните. Токму затоа ве повикав и вас, Бојан Саздов од издавачката куќа 3, која што ги издаде мемуарите на Киро Глигоров, на Блаже Ристевски. Имате искуство и со белетристика, меѓутоа и со ваква литература. Што за вас значи издавањето на вакви дела? Затоа што таму практично авторството е на авторот и оно што пишува, колкава е одговорност на издавачот и како вие ова го толкувате, дали и воопшто сте имали искуство на притисоци, забелешки или било што од таков тип, заради издавање на вакви книги? Да, се работи за навистина редов случаи во издаваштвото да има ваква реакција по книга. Многу е за нас повообичаено да нема реакции за книгите и дури тоа е еден негативен аспект од нашата работа денес. Искуствата до сегашни што ни беа со, да речеме, со книгата на Киро Глигоров, тоа беа навистина големи издавачки потврди во кои што беа вклучени навистина голем број на професионалци од областа кои што ја уредуваа книгата и конкретно за таа книга може да се каже дека еден пример за тоа како треба да се напише политички мемуар од еден висок функционер, односно државник. Така што нема многу такви примери кај нас за жал, кои што на јавни функционери на еден сериозен начин третираат книгата како медиум преку кој што ќе се изразат, ќе го кажат својата верзија на работите, својата вистина. А за нас како издавачи тие проекти се секогаш добредојдени, затоа што тоа навистина ретки се таквите случувања, и книгата е извинете на маса, меѓутоа е забранета за продажба. Што значи тоа за издавачот? Дали ја прави поинтересна и попопуларна или сте оштетени затоа што ќе ја нема во продажба и не можете да заработувате еве како издавачи? Предпоставам сега ќе биде наштетен издавачот, бидејќи го интересот нагло ќе се зголеми за самата книга, а тој нема да има можност да ја продаде. Подобри се случаите кога за една книга ќе се крене прашина, меѓутоа нема да има судска забрана да се продава, само ќе издавачот би искористил и авторот секако би искористил таа, да речем, негативна кампања, која што знаете и самите дека е многу посилна отколку кога една книга се бидува пофалена од критиката и таа, нели, во Македонија, например, имаше случај кога пред неколку години книгата на Адолф Хитлер, мојата борба, беше најпродавана во нашата држава. А да речеме Архипелагот ГУЛАГ, која што исто така била забранувана книга, не може да се продаде ни во 100 примероци. Да, историјата бележи дека некои книги навистина беа ултра популарни по нивната забрана, со оглед на тоа што Давидовиќ ги критикуваше мерката повикувајќи се на одредени одредби. Дали настојувањето да биде забранета книгата и од еден друг аспект е ова што го прашав издавачот, бевте ли свесни дека само ќе ја направите попопуларна таа книга, затоа што јас имав и во најавата една теза, може ли судот воопшто да спречи книга да се чита, ако сакам ќе ја изфотокопирам книгата и ќе ја прочитам? Да, значи вака сега
Прво во однос на ова што се наведува, не е точно дека досега не е донесена одлука со која имаат изречено судовите во Македонија забрана. Имено судот во Гостивар има изречено привремена судска мерка со која забранува располагање, јавна употреба, користење, продажба и купување на книгата под наслов Македонија мојот живот. Тоа не знам колку е познато како автори заради заштита на податоците не би ги објавувала, но книгата е со наслов Македонија мојот живот и таа времена мерка е донесена во 2016 година. Видите, кога станува збор за повреда на лични права, особено со изнесување на клевети и обвинувања од овој тип, тој кој што е оштетен нема друг начин на кој може да се заштити себе, да ги заштити своите права кои му се грубо повредени. Значи, нема друг начин освен да поведе судска постапка и изворот на опасноста кој што е, како што е книгата, да бара судот да забрани да се користи. Меѓутоа не ја спориме правото на тужба за клевета и навреда, туку најглавната дискусија овде е времената мерка на судот да се повлече додека трае постапката. Тоа право е легитимно право на секој на кој што смета дека му се повредени правата. И легитимно право поставено согласно закон. Меѓутоа законот и одредбите од законот што ги прочита Давидовиќ не јасно дефинираат оваа област во однос на книгите. Видите сега, тука станува збор за извртување на тези. Тој го читаше законот за граѓанска одговорност, за навреда и клевета. Привремените судски мерки се поставуваат врз основа на други закони. Апсолутно не е точно, затоа што во тужбата колешката го наведе токму овој закон и член 23, но за тоа ќе дискутираме понатаму. Дури и законот за обезбедување на побарување, каде што се привремените мерки, воопшто не ја третира книгата и клеветнички изјава, туку овој закон го прави тоа, но она што е интересно, законот и судската пракса забрануваат времената мерка да биде идентична со тужбеното барање. Во конкретниот случај тоа е сторено, и ние го укажавме тоа на судот, но судот, немајќи слух, а очигледно и не го познава или не го прочитал законот, ја донесе времената мерка со која токму затоа праксата забранува и законот, времената мерка и тужбеното барање да се исти, затоа што доаѓа во една опасност да го реши судскиот предмет и да ја преюдицира одлуката пред да донесе пресуда и пред да разговараме за воопшто доказите во постапката. Судот навел дека со клеветнички факти, ја ви го прочитав тоа, се повредени личните права и он ја донел пресудата пред воопшто да ги изведе доказите и ние сега не можеме да очекуваме после вакво решение за времена мерка едно објективно, честно и непристрасно судење. Кога судот го напишал тоа во своето решение и не може поинаку да се толкува ако се прочита решението. Секој ќе дојде од истиот заклучок. Можете да барате изменение на судијата, ако го тврдите и дали ќе барате? Апсолутно, тоа ќе го дискутираме и ќе видиме понатаму во постапката, но она што ви сакам да ви го кажам е дека судот овде ги прекршил законските одредби. Ние не го спориме правото, значи овде не дискутирам за тоа дали има некој право или нема право да поднесе тужба, апсолутно има право ако почувствува дека се загрозени неговите лични права, дека има клеветнички изјави, навреди и сето тоа. Но начинот на докажување, начинот на кој судот постапил, го прекршил законот и ја преюдицирал одлуката покрај оние пропусти кои ви ги кажа. Вие, издавачот, јас го покажав договорот и во текот на постапката, Андов се откажал од сите авторски права, пренесувајќи ги на Матица. А Матица не е воопшто тужена и на Матица не се забранува ништо. И оваа времена мерка се однесува на кого? Стојан Андов е учесник во постапката, Стојан Андов нема право да продава, ниту да располага со книгата, затоа што тоа го има Матица. Тоа ми беше прашањето од вас, господине Сазнов, во однос на авторството, правата и кој всушност сега не смее да ја дистрибуира оваа книга. А ако е донесена времената мерка за Андов, а издавачот е Матица или издавачката куќа,
Каде е тука забраната всушност и кој всушност не може или може? Мислам, ако вака ве слушаме вас, излегува дека Андов од дома не смее да ги изнесува книгите и да ги подарува. А ако пак од друга страна е пренесено авторството целосно на издавачот, тогаш издавачот е одговорен и за дистрибуцијата на книгата. Па во најголем дел од случаите издавачот за тоа е одговорен, само за тоа, односно за работата откако ќе се отпечати таа книга. Веројатно правниците најдобро знаат како, јас мислам дека авторското право, односно авторството не може да биде пренесено на издавачот бидејќи самиот автор си е подпишан на книгата. Тоа е негово авторско дело. Токму тргнувајќи од таа претпоставка дека авторот располага со сите своји материјални права и морални права кои ги полага како автор на делото, од тие причини така е поставена времената мерка да токму од претпоставка дека авторот располага во целост со своите права. Меѓутоа, што значи тоа за издавачот автоматски се однесува тоа на издавачката куќа? Не знам каква е судската пракса во овој дел, меѓутоа секако дека треба да постои некаква одговорност, претпоставам и за самите издавачи, бидејќи издавачот става на еден начин потпис и печат на самото дело преку тоа што решава да го објави. Затоа ние како издавачка куќа, например, имаме многу политика на неутралност. Сакаме книгите што ги издаваме да не задираат, да не бидат контроверзни, да немаат содржина која што на некој начин би навредила некого или би биле сватени како политички лево или десно ориентирани. Така што верувам дека и другите издавачи тоа треба да е пример и за другите издавачи да го Како го уредувате тоа со договор? Дали ваков договор правите од таков тип дека целосно авторството се пренесува на вашата издавачка куќа? Не, се пренесува правото како издавачка куќа ние да располагаме со книгата во тој облик, во тој формат во извесен период во години. Што значи дека авторот како автор не може со истата книга да отиде кај други издавачи и да објави под ист или друг назив. Така што тоа само нас не гарантира дека ние ќе располагаме со книгата, а меѓутоа авторството и самото тоа што е напишано на крајот се враќа кај авторот. Фрчкавска она што е судска пракса или како ги погледнеме случаите од Страсбур, постојат случаи каде што најмногу се однесуваат нели во однос на членот 10. И тука сега се поставува прашањето во кои услови се ограничува правото на слобода на изразување. Најдовме различни примери. За жал, професорката Најчевска не можеше да присуствува на оваа дебата во последен момент, па морам јас да се обидам да ги парафразирам примерите што ми ги прати Институтот за човекови права, и таа во еден дел. И сега во ставот 1 од членот 10 се дадени гаранциите за слобода на изразување, а во ставот 2 е определено дека таа може да се подложи на одредени формалности, услови, ограничувања и санкции предводени со закон. Меѓутоа секогаш нели се тргнува и од дека се пропишано е дека генералното правило е дозволено се она што не е изречено дека е забрането. Постојат примери во судската пракса каде што постоеле забрана на книги, да речем јас ги најдов во Финска, неодамна има и во Полска, има и во Романија, меѓутоа делот, например, во едниот од примерите беше ако написот, односно она што го пишувале во книгата се однесува на лична навреда на карактерот или личноста, изнесување на лични невистини за неговиот личен живот. Таков беше примерот, например, кога во Финска поранешна љубовница на финскиот премиер изнесувала факти од нивниот приватен живот во книгата, меѓутоа тие факти не биле поинакви освен приватни. Меѓутоа постојат и примери каде што на пример се изнесени факти и се проценува дали има силна општествена потреба за изнесување на тие факти, дали ќе се развие дебата после изнесување на тие факти. Јас повеќе оваа книга ќе ја ставам во тој дел напишување на некои факти од страна на Андов. Така што зборувам дека примерите во Страсбур се и во една и во друга насока. Така, значи, според европската пракса на Европскиот суд за човекови права и Конвенцијата за заштита на човекови права, авторот има право на слобода на изразување и тоа е неспорно. Но ова право на слобода на изразување треба да се знае дека не е неограничено и апсолутно. Имено, слободата добива на значење кога станува збор за напаѓање на углед и чест. И ова право на слобода на изразување запира
кога станува збор за личен напад, изнесување на клеветнички факти, попречување на право на приватност и повреда на презумпција на невиност. Значи, судот ги поставил црвените линии, преку кои вие не смеете, повикувајќи се на вашето право на слободно изразување, да ги преминете овие црвени линии. Во конкретниот случај, во книгата на Андов, поминати се овие црвени линии. Имено, не знам колку јавноста знае, за Фрчковски е наведено покрај тоа дека е тој организатор, извршител на атентатот на Глигоров, па потоа учествувал во прикривање на докази, дури имплицира дека учествувал и во ликвидација на сведоците и обвинителот кои што би можеле да допринесат кон некоја постапка за утврдување на виновниците. Тој имплицира дека Фрчковски е два пати му организирал сообраќајна незгода со цел да го ликвидира Андов. Експлицитно е наведен дека тој може да го убие било кого. Дури да го убие и председател Глигоров, доколку е свесен дека тоа нема да сноси последици за тоа. Имплицира дека е виновен, дека му се заканувал, дека ќе му го киднапира неговиот внук. Тоа се многу сериозни обвинувања. Сега, иако не сакате и многу сериозни клевети. Давате делови за вршината, меѓутоа се повикавте на ничии изјави кога се... Сега ќе морам да одговорам. Ако се обидував ова да го одбегнам, но ако се прочита книгата, малку поинаку ќе се добие, и јас сваќам колешката дека овде и лични работи се во прашање и субјективна, но ако вие пренесете разговор меѓу двајца и го раскажете разговорот, не можете да кажете дека авторот клеветнички се изрази за нешто што другиот го кажал, а за тоа има докази дека е кажано. Значи јас не зборувам за пренесување. Ако вие изнесете дел од изјавата и дел од книгата на Кирил Глигоров околу коферчето, ако кажете дека министерот за внатрешни работи на две сообраќајки на председател на собрание не ги разрешил и атентатот не го разрешил, онда заклучокот може да се наметне сам по себе. И тука не гледам клеветнички изјави. Дали има заклучок или ги остава читателите сами да го изведат? Но за тоа ќе зборуваме во судница, морав да кажем еден дел, затоа што се извлекуваат малку изјавите од контекст и мислам дека поинаку е кога ќе се прочита целата книга. Она за што сме вечерва тука за времената мерка. Ако вие со времената мерка кажете забрана за продажба и располагање, а времената мерка до браќа Миладиновци библиотеката не ја доставите, браќа Миладиновци ако има книгата, она ќе ја издаде и ќе ја даде да се прочита. И она не е должна да постапи по времена мерка, затоа што времената мерка не ја добила и затоа времената мерка не се носи ерга обнес, него се носи кон оној кој што навистина може да ја продаде и кој располага со неја, тоа е матица. Ама до сега тоа не е поставено во самото решение. Меѓутоа, кажа дека авторот одговара за содржината на книгата во однос на напишаното. Не зборуваме за содржината, не зборуваме овде за содржината, за тоа тек ќе разговараме во тужбата дали има клеветнички изјави. Овде зборуваме за забрана за понатамошно продажба и располагање на книгата до решавање на Ова ми го наметна и прашањето. Дали надлежниот суд требало да ја земе во предисудската пракса од Меѓународниот суд за човекови права при одлучувањето и требало да испита дали ограничувањето е неопходно во едно вакво демократско општество и дали се воспоставува баланс помеѓу тоа со која мерка е ограничена слободата на изразување од една страна и која легитимна цел се штитела со вака превземената мерка од друга страна. За да се примени некоја мерка за ограничување на слобода на изразување, нужно е, пак ќе речем, да постои силна општествена потреба од тоа. И заради тоа, кога зборуваме и за примери од судската пракса во Страсбург, секогаш наведуваме примери колку има навистина судот силна општествена потреба тоа да го стори. Видите, судот во Страсбург има прилично строга примена кога станува збор за повреда на личните права. Во случајот Петерсен против Данска, судот вели дека колку што повеќе се сериозни обвинувањата, толку повеќе тврдењата треба да се базираат на докази и да се базираат на солидно поставена фактичка основа. Особено како во конкретниот случај каде што оштетениот се имплицира и истиот може утре да биде подложен на кривична одговорност.
Тој е обвинет во книгата за тешки кривични дела. Тој може утре да биде повикан на кривична одговорност. Тие клевети сами по себе имаат многу поголема тежина. И токму поради овие причини судот во Страсбур вели дека секое тврдење, особено за оштетениот каде што се имплицира кривична одговорност, мора да се базираат на факти и на докази. Апсолутно се согласуваме. Да забележам дека има поинакви примери. Само да дојдеме до ситуација да ги изведеме доказите. Судот мора да го има предвид фактот дека обвинението било многу сериозно по оштетениот и дека ќе наложува кривично гонење кога тоа би било точно. А тој ви беше и во барањето за забраната на книгата? Да, апсолутно, да. Вака, тоа све би било добро да зборуваме за главна расправа и изведување на докази. Да се утврди клеветата, да се забрани книгата. Не можете да ги цедите, не можете да ги цедите, Јас извинувам, колешке, навистина не ве прекинував, само да завршам. Значи, ако вие како суд при времена мерка цените дека има клеветнички изјави, а не сте извели ниту еден доказ, тоа судот малку го прави несериозен, да не употребам некој друг збор. Јас се согласувам дека треба се да се докаже на суд, ама дајте да дојдеме во ситуација да докажуваме, не судот да биде пристрасен и на една страна. Јас ви кажав кои се пропустите во времената мерка и во начинот на постапување. А кога ќе дојдеме до изведување на докази, апсолутно ќе се потрудиме сите, бидејќи е товарот на докажување на тужениот, да ги докажеме фактите кои ги спори тужителот дека произлегуваат од нечиви изјави и дека се оттаму преземени или дека одговараат на материјални докази и факти. Кога зборуваме за праксата во Страсбур, секогаш и тука е наведено дека треба да се докаже доволно фактичката основа, тоа е и во овој романски случај. Меѓутоа, она што повторно ќе кажам, на пример во романскиот случај се правило кога ќерка на човек што подоцна станал заменик претседател на Романската асоциација на економисти, пишувала книга во која што пишувала факти за соработниците на низиниот татко. Судот забележал дека барем дел од оспорените забелешки биле направени во контекст на дебата од општи интерес за заедницата на романските економисти. Зборуваме за судот во Страсбур. Забелешките не се однесуваат на аспекти на приватниот живот на засегнатото лице, туку на однесување во врска со неговите професионални активности и вклучување во здружение. И на крај, иако жалителката не можела да докаже пред домашните судови дека незините тврдења имале доволно фактичка состојба, незиното однесување кога било испитувано како целина покажало дека постапувала со добра намера, убедена дека има проблеми со професионалната етика. Значи, навистина вака може и да збунат сите овие примери во однос на тоа кога, затоа што член од 10 не дава стрикно кога може и кога. Меѓутоа да се вратиме и на праксата во светот во однос на пишувањето на книги. Обично беа забранувани Бојан сатанските стихови, знаеме сите, 38 книги кои беа објавени во Русија од страна на Украина. Значи, Украина забрани 38 книги објавени во Русија заради политички мотиви во секој случај и секогаш беа забранувани заради идеологија, заради политика. Да не се враќаме назад во времето на инквизицијата зошто беа забранувани книгите. Меѓутоа тоа се затоа зборувам дека сите овие забрани предизвикале навистина бурни реакции. И секогаш се врзуваат за тоталитаристички режими или пак за политика. Не се толку во контекст на лични навреди или клеветања. Зборувам за овие книги кои подоцна станале бестселери заради тоа што биле забранувани. Да, се гледа таа тенденција дека онаму каде што е општеството слободено и каде што има демократија, се толерираат сите повеќето теми, дури и теми кои што можеби во некои држави не би биле одобрени. Меѓутоа, покрај тие примери што ги кажавте, има многу чести примери на пример во Америка каде што се многу бурно се следат книгите што се издаваат од библиотеките и кои што се издаваат на помладата публика, односно да речеме како кај нас лектирите. Кај нас исто имаше случаи во кои што една лектира беше оценета како несоодветна за возраста и дека обработува теми кои што не се баш соодветни за младите луѓе и за нивниот развој, кој што предизвика дебати. Имаше две навистина спротивставени
ставови и после тоа јас колку што знам таа лектира повеќе не е на списокот, официјалниот список. Така што да, денес на запад се чита се, нема повеќе забранети книги, има многу случаи каде што се стигаат тужби до авторите и до издавачите поради нарушување на нечи углед, поради нарушување на нечи авторско право, исто така што е дури многу почест случај. И има случаи на многу големи бестселери, како што е да речеме Кодот на Да Винчи, во кој што обработува тема која што за Ватикан е нели света болна, мислам. И во која што ја прави книгата да биде уште поголем хит и уште поинтересна за сите читатели. Така што тоа е секогаш поврзано. А од друга страна Сатански стихови на Салман Ружди е книгата која што предизвика најбурни реакции, можеби Така што има и други. Во поновата еве сега Майкл Волф, книгата за Трамп, што се случувало во Белата куќа. На Джеймс Коми исто така книгата на директорот на FBI кој што нели откако беше отпуштен седне ја напише книгата. Меѓутоа тоа покажа колку тоа општество е здраво и колку има дебата. Тие книги се сепак издадени. Колку и да Трамп сакаше да ги забрани и да ги спречи, сепак книгите излегува во јавноста и се читаат. Добро, тоа веројатно се внимателно напишани, не задираат во интегритетот и во личноста на да речеме на Трамп. Зборуваат за нивните аспекти, за нивната улога во целата работа и тоа е на еден начин соопштување на нивниот став, односно на нивната вистина, која што е добродојдена за секој општество и мислам дека би било добро да имаме и тука барем во мал процент, затоа што кај нас па од друга страна не се пишува и тие што треба да пишуваат не се зафаќаат со тоа, веројатно нема навика и од друга страна па и книгите, перцепцијата за книгите дека не се доволно моќни да предизвикаат некаков импакт да имаат во општеството. Така што тоа е од наш аспект како издавачи тоа е една лоша ситуација. Нешто на кое што би требало да се работи. Фричковска со оглед на сите овие светски примери во однос на забраните на книгите, јас повторно ќе кажам дека мојата теза е дека не може да спречи никој книгата да не се чита, оти само може да стане поинтересна за тоа. Нема такво барање да не се чита, да не се продава. Може да не се продава, пак да се најде да се прочита. Да се чита сигурно. Да кажа, создав еден интересен пример за книга која била забранета, па нашле начин како да ја дистрибуираат книгата преку интернет и да. Да, но сакам да кажам дека не е така невообичаена пракса да се забрануваат книги. Тоа е многу вообичаена пракса, особено во Америка, како највисоко развиена демократска држава во светот. Но јас еве издвоив неколку книги кои што се забранети. Тоа е книгата Брашно во Шпанија во 2018 година. По тужба на поранешен градоначелник кој тужил за клевета, судот ја забранил продажбата, причина што во книгата експлицитно се споменува негово учество во нелегална трговија со дрога. Понатаму книга која што е забранета во Белгија, Гугенхаймер, само поради тоа што содржи навредувачки квалификации изразени за некоја личност и за нејзината професија. Книгата 9 часа до Рама, забранета за користење бидејќи содржи обвинувања дека се сторени пропусти при атентатот на Ганди. Така што не е баш, не држи тоа ставот дека овие книги во кои што има експлицитна содржина за повреда на лични права на некои дека се оставаат во користење и дека не се забранува нивна продажба. Очигледно во главната расправа ќе имате многу што да се кажете и на други се излекувајќи. Вистината е негде на средина, има многу книги кои што навидом ги загрозуваат личните права, па се објавени. Она што е некоја нормална логика. Дајте му на народот нека процени што е вистина, што не. А ако на вистина има клеветнички изјави во книгата и биде осуден некој за клеветнички изјави, глупо е книгата да се забрани, народот ќе знае што е вистина, што не е. Зошто да не може да чита? Како би знаел народот што е вистина, што не е? Па ако има пресуда и биде осуден некој за клевета, тоа би било вистина, нели? А вака вистината е само на една страна затоа што судот нити ја прочитал, па донел времена мерка, што е голема глупост. Не е точно дека судот ако мојата борба на Хитлер
која задира во еврејското прашање не е забранета, па се продава. Малку е смешно ова да биде забрането. А ако бил забранет Орвел со животинска фарма, доктор Живаго, Пастернак и другите, малку се враќаме некои 50 на 100 години назад. Тоа не е во ред, нарочито во едно демократско општество, каде што, пак ќе кажам, во книгата, бидејќи почнавме тој дел, во книгата малку поинаку се дадени изјавите од оно што се прикажува во тужбата и се базирани на материјални докази и изјави на други луѓе и на делови од други книги, дури и записници од истрага на јавниот обвинител на Република Македонија Ставре Джиков. Ама тоа во текот на постапката ќе го докажуваме и ќе го прикажеме како материјал. Бојан, со оглед на тоа што кажавте, дека при објавувањето на книгите на Глигоров, например, сте работеле и во однос на уредувањето и редактурата на книгата. Меѓутоа, колку вие како издавачи можете да влијаете и да се мешате и да проценувате што пишува еден автор, бидејќи прво е книгата биографска, потоа изнесува факти кои што тој, како што Андов, да речеме, пишува, бил сведок. Тој вели бев сведок на тоа и на тоа. Или мемоари, па се присеќава, е сега прашање колку можел точно да се присети на настаните и слично. Докаде е таа црвена линија каде што вие смеете и можете да сугерирате една балансираност, затоа што рековте дека вие сте издавачка куќа во која што стремите кон избалансираност, меѓутоа колку е тоа влијание во авторско дело всушност? Таа проценка ја правиме како издавачи, односно ја прави уредничкиот тим, бидејќи пред се самиот автор носи со себе некако багаж и од него очекувате, може да очекувате контроверзии или пак да очекувате коректно дело. Во случајот со Глигоров, јас тогаш не бев активно вклучен, меѓутоа се знаеше дека таа книга ќе биде врвно дело од тој аспект во однос на мемоари. Сме имале многу ситуации во кои што сме одјувале книги. И тоа токму таа причина бидејќи не сме биле сигурни дека можеме да влијаеме на или пак сакаме да влијаеме, а од друга страна знаеме дека можеби напишаното ќе задира во некоја тема или ќе биде насочено тенденциозно кон некои личности кои што не би сакале ние како издавачка куќа да бидеме дел од една таква контроверзија. Така што проценката би требало да врши самиот издавач и да биде свесен во што се пушта. А понатаму сега за величини како Глигоров или како академик Блаже Ристовски, ние нашата слобода да се пуштиме во редакција на материјалот не била голема, искрено. Меѓутоа, да, сме немале пример, меѓутоа сигурно има многу примери кои што во еден момент издавачот и авторот не можат да се договорат да продолжат со конкретен материјал и потоа авторот веројатно си бара друг издавач и некој што би го прифатил тој текст. Тоа, мислам, тоа како пракса не би ме зачудил и мислам дека се случува често. Фрчовска, дали би го тужеле вие издавачот заради објавувањето на оваа книга? Па имаме одредени размислувања. Ќе ги понатаму. Меѓутоа самото, но во однос на јавниот интерес сакав да кажам, апсолутно се согласувам дека оваа книга може да се третира како книга која би можела да предизвика јавен интерес или дебата во општеството. Апсолутно е така. Во државен интерес е да се утврдат сторителите на атентатот на Глигоров, но не во ваква форма и не на ваков начин. Значи, ова не представува изнесување на одредени сомнежи. Се знае каде се изнесуваат сомнежи, доколку некој располага со било какви информации поврзани со атентатот на Глигоров. Тоа може да се прави во соодветни институции, да се пријавува во соодветна институција, па тие институции да го разрешат. За мене дискутабилно е и тајмингот. Како авторот после 23 години изнесува вакви тврдења. Значи, целокупно треба да се гледа содржината на книгата. Не делумно, парцијално, како сега таа имплицира, сега само времената мерка, сега само содржината. Не може. Тие се поврзани и произлегуваат една од друга. Со оглед на тоа што се извадени во медиумите делови од книгата, она што јас го гледам, иако целата книга ја немам прочитано, морам да кажам и јас,
Тој цело време Андов пишува во врска со одредени соаќавања за состаноци. Најавува луѓе, кои луѓе дошле: Бранко Црвенковски, Тито Петковски, Благој Ханџиски, Фрчковски, Јане Милјовски. Па потоа дебатите што ги имал со Глигоров. И потоа дава своји размислувања на што му укажуваат тие настани. Меѓутоа цело време споменува и други лица. Никој од тие лица не го тужи Андов, го тужите само вие. Не споменува други лица. Не, зборувам дека споменува средби со лица. Само и Црвенковски, а тие што ги споменува се починати. Мислите дека така... Ралев, Владо Ралев и така. Од тука му е тенденцијата, извлекувате дека вешто го прави тоа да луѓе што се починати не може да го тужат? Со сета почит према Андов во однос на неговото искуство и годините. Но границите во оваа книга се поминати. Црвената линија е помината. Еве еден цитат. Веднаш по атентатот 3 истоветни телеграми дојде од Вашингтон код ЦИА, од Лондон и од Минхен. Пишуваше: ништо не пипајте, доаѓаат нашите експерти. Аба министерот за полиција го однесе мерцедесот во гаража 120 минути по атентатот. Зошто, прашав јас наивно. Тој е мозокот на атентатот, ми рече тогаш еден од мокните луѓе, обелодени Гајдов. И тука цитирам. Тоа е од промоцијата. Тоа е од промоцијата. И сега вака, ајде што ќе заклучите вие? Јас се согласувам со колешката што го вика дека во целост треба да ја гледаме книгата, а книгата не ја прочитал судијата, не ја прочитал. Ама немојте да ја дезинформирате јавноста. Јас извинувам, Ама книгата му е доставена на судот, немојте такви дезинформации во јавност да изнесувате. Не, точно ги доставивте само деловите од книгата. Ама сега вие мене ќе ми кажувате што сум доставила. Вие мене да ми кажувате затоа што ја го добив. Не можете да знаете ја што сум добила. Ја ја добив тужбата. Јас доставила целата книга. Не, вие ја доставивте само немојте ме молам да ја делови од дезинформирате јавноста, само тоа. Но не е точно, затоа што јас ја добив тужбата и на неа правев одговор на тужба, али нема врска и судијата не ја прочитал книгата, тоа одговорно ви тврдам, но тајмингот за кој зборуваме, колешката слушнала за Дедири за теорија на дистанца и дека некој пат е добро да се пишува кога ќе изминат години, за да може и трезвено да се расудува. Но што ќе заклучите вие ако од цитатот кој го прочитавте и го кажал Гајдов, има тужба и кон Гајдов. Исто од Фрчковски. И сега доаѓаме во ситуација кој од нив е клеветникот. Го тужат Гајдов за истата изјава, но го тужат Јандов, кој изјавата ја дал во книгата. Тоа е она што постојано ви го кажам, тек треба да расправаме во судница кој што кажал и што тоа е вистина. Значи ве молам, немојте да изнесувате невистини. Не сте го тужиле Гајдов? Оваа изјава е дадена од Гајдов. Да, точно. Не е содржана во книгата. Не, има не е содржана. Колега, ве молам, прочитете ја книгата, па после да седнеме да дискутираме. Каде што Андов се повикува на изјавите на Гајдов. И вие сте го тужиле Гајдов. Разбирам дека вие се обидувате да ги релативизирате тука со теории на дистанца и така, тоа е се разбирливо, од една судска постапка не може двете страни да бидат... Вашиот субјективизам на вистина. Видите, јас сум професионалец. Јас само да во колумната што вашиот сопруг ја објави по оваа книга, по промоцијата, и тој има пишувано и за Андов. Стојан Андов е политичар од видот кој татко ми го нарекуваше шушумига. Тип на личност кој во политиката е изразито опортунист, кој нема своја интегрална позиција ниту интегритет, туку се снаоѓа, маневрира и игра позиции на мок. Дека сакал да влета веднаш во кабинетот на Глигоров и слично. Дали вие ќе го тужите Фрчковски заради тоа мојот клиент ќе ми го каже, до сега такви насоки не сум добил. Како ова го толкувате, како слобода на изразување? Тоа е во врска со објавената книга. Како вие оваквите написи, ги толкувате како... А што има тука во овие написи? Па, зборуваме дека ако веќе одиме... Шушумига не е црвена линија. Да, тип на личност, изразито опортунист, има свој интегрален, нема интегритет. Значи, јас не сум адвокат на Андов, него сакам да кажам дека ние, кога пишуваат луѓе колумни, од типот на оваа колумна, можат да изразат ставови. И може да се случи и тој да биде тужен за изрекување на одредени ставови, затоа што дал лични оценки за карактерот на одредена личност. Ако смета Андов, тоа е негово право. Затоа што зборувам ако вие спорите одредени
пишувања. Ако смета Андов, тоа е негово право. Сега го цитирам вашиот сопруг што пак напишал тој. Да, тоа е реакција, затоа велам, реакција да. во врска со објавената книга. И во однос на временската дистанца пишувана за атентатот, еве Фрчковски пишува, во време на атентатот на Киро, за тој травматичен момент за нација и сите нас, посебно оние кои беа блиски до него, Стојан беше скандалозна, невкусна драма. Него само го памтиме како влетувач во кабинетот и фотелјата и на Киро, следниот саат после атентатот, кога сите бевме во шок и растрчани по болници и како разговара со Милошевиќ, а овој му нудел помош околу атентатот. Значи тој дава некои факти во однос на времето во врска, така, кое се однесува на атентатот на Глигоров. Јас како новинар морам да кажам дека сме ги имале во иста емисија токму за атентатот на Глигоров и Фрчковски и Андов, па и самиот Глигоров. Меѓутоа нас новинарите ни е полесно затоа што фактите ги изнесуваме во етерот, луѓето ги кажуваат јавно изјавите, можеме да бидеме тужени затоа што порано беше законот таков, дури и да ја пренесеме неговата изјава, пак сме виновни, од сме ја пренеле неговата изјава. Сега мислам дека тука малце поинаку е во однос на тоа прашање и не можеме да бидеме виновни за такво нешто. Меѓутоа, еве пауза за реклами и продолжуваме со завршница на оваа дебата околу времената мерка за забрана на книгата на Стојан Андов, која се однесува на атентатот на поранешниот претседател Киро Глигоров. Во однос на забраната време на книгата на Андов, таа отвори многу прашања и дилеми. Ставовите на Андов биле кажувани јавно, барем јас низ текот на овие 25 години неколку пати сум правела емисија за обидот за атентат над Киро Глигоров и секогаш биле спротивставени мислењата во одредени сегменти на Фрчковски и на Андов. Меѓутоа, вие како негов адвокат, дали сте запознаени дека Андов и претходно зборувал на оваа тема? Да, што зборувал и што пишувал? Вака, постојат неколку книги кои зборуваат на оваа тема, но постојат и многу написи кои зборуваат на оваа тема. Вие сами кажувате дека сте правили и емисии, дури неговите ставови се познати и оваа книга преточува негово сеќавање, негово размислување, негово резонирање по однос на некои работи. Дали е клевет или не, то судот ќе го каже, она што упорно го тврди спротивната страна, но ова се негови размислувања и негови ставови, а базирани на определени документи, туи ги изјави. Вие имате дел од изјавите на кои се повикува колешката, уште 2007 година во Фокус објавени. Вие имате во други книги, кои што се делови од оваа книга и преземени се во оваа книга, веќе јавно објавени. Така да не е тек така едноставна работата и тврдењето дека дури сега се дознава и дури сега се пишува. Андов едноставно го изнесува своето сеќавање. Зошто сега тужба? Дали вие како страна не сте знаеле за претходните изјави на Андов? Да. Биле во иста емисија, например, кај мене и Андов и Фрчковски. За емисијата не знам, меѓутоа книгата е издадена во 2018. А за содржината, содржини? да, па за тоа не знаеме кои претходни содржини. Оно што го изјавувал Андов во контекст на Фрчковски? Добро, тоа е дадено во емисија. Меѓутоа напишани се и други книги кои што Тоа е една едиција од 10 книги, колку што ја знам, тоа е една едиција на од 10 книги, од кои Андов ми се чини 2 или 3 му има посветено на Фрчковски. Меѓутоа за содржината на атентатот и до него ние дознавме на денот на промоцијата. Една книги 2003 издадена. Да, не знам. Дали би барале повлекување на книгите ако се однесува на не можам местото? сега да кажам. Тоа е се предпоставка. Затоа што Андов ќе биде така забранет автор во Македонија и мислам дека популарноста дали Саздов се согласувате дека така расте популарноста на одреден пишувач, макар и на биографско дело, за некој автор е тоа и пиар, да речеме. Да, тоа е голем пиар кој што најчесто авторите го посекуваат, меѓутоа не да има ваква завршница, да нели книгата да не може да биде достапна. Од аспект на издавачи исто така, сето ова ги изголемува тиражите и малку го врти фокусот тикму книгите, бидејќи како што кажав и претходно, имаме чувство дека недостасува однос кон книгите и од самите јавни личности кои што не седнуваат да пишуваат доволно често, а и од страна на читателите, односно на јавноста која што веројатно треба и без вакви случувања да седне и да прочита книгата, да речеме ова на
или која било од Стојан Андов и да се изгради свој критичен став кон неа. Исто и во однос на другите изданија што се објавуваат. Че многу е подобро кога филтерот го прави јавноста, кога има критика, кога се зборува за книгите, кога значи и некој ако сгреши или ако премине линијата биде казнет, условно кажано, од јавноста преку критика, отколку овој случај кога на пример треба да слушнеме судска одлука или некакво решение за да го свртиме вниманието кон книгата и бараме примерок да го пролистаме. Очигледно забраната, ако се држала дека постои силна општествена потреба да биде забранета, направи контраефект. Оти сега е интересот поголем, меѓутоа она пак што вие очигледно сте сакале да го спречите е тоа што, например, ние новинарите кои ги истражуваме одредени периоди од случувањата во Македонија, често пати се навраќаме на вакви книги. Ние сме ги користели и книгите на Глигоров, и книгите на Андов и на други автори во изнесените факти, за да видиме што се случувало. Последен пример беше наоѓањето на материјали од Денко Малевски, од Андов и останати за решавањето на прашањето за името, например. Апсолутно, тоа е извор. И Фрчковски го консултиравме исто така. Тоа е извор кој што се користи не секојдневно, не само денеска, книгата остава траг. Не можете, кога правиме дистинкција, не можете да споредувате пишана книга и изјава дадена во некој медиум. Нема иста тежина. Книгата остава траг. Дали денеска, дали за 10, 20, 50 години, таа може да биде во употреба и доколку и секој би изреагирал на идентичен начин. Секој кој што би бил подложен на вакви клевети, шокантни клевети, би изреагирал на ист начин, во заштита на своите права. Со цел да се забрани книгата. Зошто? За идните генерации кои што доаѓаат. Ние немаме обврска само од денешен аспект, ние треба да смислиме на последиците кои оваа книга ќе ги остави за идни генерации. Што ќе помисли јавноста кога ќе прочита за 50 години, Фрчковски може да го убие било кого, може да го убие председателот Глигоров, доколку нема да сноси последици за таа своја поставка. Што ќе помисли некој од после 50-100 години за Фрчковски? Пак се вади од контекст, но не се согласувам дека секој би постапил вака. Например, имаме книга на еден автор во Бугарија, висок офицер на обавештајната служба, кој што, меѓу другото, за наш премиер објавил како го врбувал и што правил околу обавештајните податоци, па книгата не е забранета. Еве да не изнесувам, нека се заинтересира јавноста, би сакал да кажам апропо, често пати тоа го зборувам, се кажува дека јавноста еве на овој начин се заинтересирала и дека не се чита во Македонија. 7000 редовни читатели имаме во Република Македонија, кој што е срамно. Колку е тиражот на оваа книга? 500, колку што ја знам. Сега очигледно ќе се бара многу повеќе. Бојан, кога зборуваме, исто така вие ги спомнавте лектирите, меѓутоа постојат и учебници, книги кои се издаваат за едукација. Ние сме сега во еден период на ревизија на учебниците заради односите со Бугарија и со Грција, и кога станува збор за изнесување на факти, историски факти, ние имаме дебата сега во 2019 година за содржината на овие книги. Меѓутоа тоа е политичко прашање. Што значи тоа за издавачите? Исто така. Немаме ние како издавачка куќа големо искуство со учебникарство, бидејќи тоа е посебна гранка која што ја раководи самото Министерство за образование преку бирото за кое што е надлежно за учебниците, така што мислам дека тука содржината, самата содржина е веројатно ќе биде наметната, односно текстот ќе биде пречистен и ќе биде доставен до издавачот или тука издавачот во ваква ситуација политичка очигледно дека не може да влијае во редактура и нема никаква улога. Баш ќе биде само извршител на другите аспекти од издавањето, односно средување на текстовите и Дали имате оваа книга во вашите книжарници? Не, баш денес проверив, воопшто ја немаме добиено како книга, не успева да добием информација дали е барана овие денови. Која е најчитана книга во моментов и што бараат читателите во Македонија, оние малку што читаат? Па, добро, тоа е релативно дека е малку. Мислам дека има поголема циркулација од таа што
беше спомната, меѓутоа дека не се чита доволно, не се чита. Нас не радува, например, дека се читаат повеќе во последно време повеќе македонски автори. Тиражите во однос на странските автори се изедначи, па во голем број случаи и ги надмина странските автори, така што тенденцијата е дека има некаков пораст, има поголем интерес од младата публика за книги, меѓутоа дека е борба и дека не е на доволно високо ниво како што е во државите во регионот, не е. И на тоа треба да се работи, на тоа би повикал и на медиумите да не чекаат да има ваков некој случај, за да се заинтересира за некакви книги или за состојбите во културата, бидејќи има и случување и од политички вид кои што ги сведочевме и во минатите месеци. Например, со годишна програма на Министерството за култура, која е исто така интересна тема, која што верувам дека би пополнила една ваква емисија. И во однос на минатите години, во кои што бевме сведоци на малку и на некаква репресија кон одреден дел од за одредени издавачи, за одредени автори, така што да, тоа сето влијае на општата состојба во однос на издаваштвото и читаноста. Не се поттикнува, туку баш процесот е обратен. Фрчковска, за кога е закажана следната расправа? Освен овде на емисија, ќе се видите и во судница во мај. И како се чувствувате со оглед на тоа што вашиот колега имплицира дека времената забрана е всушност како донесена одлука на судијата дека ќе пресуди во ваша корист? Дека е преюдицирање на одлуката? На одлуката. Па јас мислам дека тужбата е сосема легитимна и основна. И не сметате дека е преюдицирање на одлуката? Не. Очигледно вие го сметате спротивното затоа што и го кажате. Не го сметаме, го пишува во решението. Ако вие во решението за време на мерка напишете како судија дека книгата е преполна со клеветнички факти, вие веќе одлуката сте ја донеле. И тука не може некој да смета вака или онака. Судијата го напишал. Што ќе се случи ако барате изземање и друг судија поведува постапка знаејќи може да ја врати во опте книгата? Знаејќи ја состојбата на нашето судство и ниските гранки на кои се наоѓа, неедуцираноста на судиите избрани по клуч и така натаму и неспроведување на правните реформи, многу малку нешто можеме да очекуваме дека ќе се смени во судството во идниот период, ако не се направи сериозен рез и не ја понесат секој од нив својата одговорност за начинот на кој работела. Фрчковска, дали менувањето на судија ќе смени нешто или тоа е тоа? Јас сметам дека не постојат околности поради кои би се усвоило барање за иземање на овој судија. Не би имало никаква импликација на одлуката. Но целта на поднесување на ваква тужба е оштетениот да добие еден вид на морална сатисфакција поради нанесената штета. Делумно да се ублажи нанесената штета. Штетата да се надомести целосно не може, бидејќи е таа веќе нанесена. Бојан, само едно близ прашање за крај. Ако книга биде забранета, може ли подосна да биде извадена од некои фиоки и дистрибуирана, веројатно ако судот одлучи не, па има такви примери каде што се бе забранети. Што се случуваше со тие книги, станале бестселери? Па, да речеме, ако збориме да архипелагот ГУЛАГ била забранета во Советскиот сојуз, да не се лектира во средно образование како една од книгите на кои што треба да се прочита. Значи не остануваат вечно во некој подроб или запалени да бидат? Да, кога се работи за политички прогони за Нема Евена Кундера, книгата Неподнослива леснотија на постоење до 89-то била забранета. Забранета во сопствената земја, чита насекаде во околината и во светот. Добро, навистина интересна тема. Ќе видиме што ќе се случува понатаму и со книгата и со судскиот процес. Ви благодарам што бевте со топ тема на ваша страна. Останете со програмите на Телма.